Господин Давидовски, пред 10 дена во делови од Тетово, во горниот дел се појави конска влакно, многумина реагира и тогаш реагиравме и ние како институции и како медиуми. Меѓутоа, што вистински се случуваше и има ли опасност по човековото здравје? После сензационалистичките известувања и надписи во поедини медиуми во врска со наводното појава на паразитот конјско влакно во или така наречено Гордиев чвор во градскиот водовод, Центарот за јавно здравје Тетово изврши покрај редовните изврши и дополнителни вонредни испитувања на паразитолошки во Институтот за јавно здравје Скопје. Од добиените резултати и наши, а и од институтот, потврдени од Институтот за јавно здравје Тетово, нема паразит конјско влакно, нити пак било каков паразит во водата во градскиот водовод во Тетово, што значи дека водата во градскиот водовод Тетово е паразитолошки, микробиолошки и физичко-хемиски здравствено исправна и безбедна и може да се конзумира истото како што го рековме и кога се дигна јагмата во врска со тоа, само сега го званично го потврдуваме. Напоменувам дека безбедноста и исправноста во градскиот водовод се гарантира до приклучокот до куќата, односно не се гарантира за индивидуалните вградени цистерни, метални, пластични во градот Тетово, за чија грижа се обврзени самите корисници. Голема благодарност посебно вас и на останатите колеги кои професионално известуваја, а огромна критика за оние кои сензационалистички и непрофесионално воопшто не дојдоа да се информираат и создадоа огромна паника помеѓу населението. Овој инцидент ја потврдува заложбата на Центарот за јавно здравје Тетово, а и на останатите центри во Република Македонија, дека квалитетниот мониторинг на безбедноста за водата за пиење и проценката на ризикот треба да се врши со максимален број на анализи, а не како што е пракса во Тетово со минимален број на анализи согласно на договорот помеѓу јавното комунално предпријатие и Центарот за јавно здравје Тетово. Господин Давидовски, дали направените анализи покажа од каде е дојдено, од кои извори, од кои резервари е стигнато ова конјско влакно? Анализите покажаа дека не постои никаков паразит. На лице место видовме во едно пластично шише, го видовме паразитот и добивме информација од тој што ни го покажа дека наводно од градскиот водовод, од чешмата од градскиот водовод. Ние имаме големо искуство, нашиот Центар за јавно здравје, во однос на овој паразит. Ни се појавувал често во руралните области, тамо каде што не се дезинфицира водата. Циклусот на овој паразитов е таков да тој е паразит кај скаколци, кај штурци, кај бувашваби, кај и останати бувачки. И најчесто покрај води, по потоци, реки или во цистерни пластични, што не се покриени и буриња, доаѓа инсектот, умира и паразитот излегува од него и снесува ларви. Паразитот конјско влакно не е паразит, не паразитира кај човекот, не паразитира кај домашните миленичиња и не паразитира кај домашните животни. Што значи нема епидемиолошки никакво значење, дури на запад не е ни предмет на исследување, затоа што таму се дезинфицираат во принцип водите.
Предпоставка наша е дека е горниот дел на градот, ја ги оправдувам луѓето, но не ги оправдувам што не ја вршат работата до крај. Се има во горниот дел на градот имаме така наречени диви приклучоци на алтернативни извори. Не се имаат една чешма што е си нашли некој изворче во подпланинскиот дел, а друго се вклучени во водоводната градскиот водовод. Тамо кај што се само во градскиот водовод гарантираме за, а тамо од алтернативните извори што ги користат не можеме да гарантираме. Исто така, тамо водата се складира, и онак кога ја имаат, ја складираат во буриња. Бурињата не се чистат, не се перат и не се затворени, така да во секој момент може да бидат посетени од некој инсект. Некако се поклопи периодот на појава на овој паразит во водата со зголемување на бројот или реакции дека се зголеми бројот на лица со стомачни потешкоти, диареја и слично. Има ли некоја поврзаност? Нема поврзаност, затоа што не е покачен бројот во однос на сезоната, бројот во однос на минатите години не е покачен бројот со проливи на заболени. Најверојатно се работи за некој сезонски вирус кој е карактеристичен за овој дел од годината. Каква е состојбата на клиничките одделенија во Тетовската болница? Зголемен е бројот на заболени, поготово нарочито на деца, меѓутоа мора да напоменеме дека почна и школската година, почна да работат и градинките, така да комуникацијата е зголемена помеѓу децата, а и ова што претходно што ви го кажав, сезона е на вируси. Како да се заштитат? Да пијат вода од чиста или да ја користат нашата вода? Значи, градскиот водовод? Во однос на Тетово можам да зборувам дека не е ниту економски, ниту епидемиолошки оправдано да се користи флаширана вода. И имаме здравствено исправна и безбедна вода и прилично квалитетна. Така да препорачувам да се пие од вода од градскиот водовод од чешма. Напоменувам, не од цистерна до домот не гарантираме, до цистерната гарантираме.